Десетината извештаи, предлог одлуки и согласности што Советот на општина Кочани ги усвои на 61-та и 62-та седница се неважечки. Причина за тоа е што Инспекторатот за локална самоуправа оценува оти мандатот на советниците им завршил на 24 март, па тие не можеле после овој датум да одржуваат седници и да гласаат за прашања за кои што претходно имале надлежност. Ова значи дека, меѓу другото, без важност се усвоениот годишен извештај на општината за 2016 и извештајот за извршување на буџетот во првиот квартал од оваа година, како и извештајот за работа и завршната сметка на комуналното предпријатие Водовод за лани. Освен тоа, за неважечки се смета и прифатениот предлог за измена и дополнување на планот за запишување ученици во прва година во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Според директорот на Инспекторатот за локална самоуправа, овие и уште околу 600 други одлуки што ги донеле сите совети на општините во Македонија нема да се сметаат за полноважни, односно тие се без правна основа затоа што ги усвоиле советници со истечен мандат. Ние ќе донесеме решение за запирање на примената на одлуките од 24 март па до последната седница на советите на општините, за секоја поединечно. Сега, ако Уставниот суд се произнесе дека мандатот почнува од денот на изборот, од денот на добивање на уверение од Државна изборна комисија е едно, или од верификација на мандатот на Советот е третиот услов. Меѓутоа, во секој случај ние заради наша законитост на постапката го тангираме од моментот на изборот. Советот на општина Кочани одржа седници во април и мај, односно по 24 март, што според инспекторатот се смета за последен датум до кога можеле да се носат полноправни одлуки. Тоа значи дека гласањето за сите 43 точки од дневниот ред на двете седници било непотребно, а Шехтански вели дека за тоа ќе биде известено и собранието. Ние чекавме да се конституира собранието, ние ќе побараме и итно толкување во рок од 3 дена од Законодавно-правната комисија во собранието за толкување нова тука и согласно тоа толкување ќе ги известиме градоначалниците. Меѓутоа, првично, бидејќи инспекторатот ја контролира работата на советите на општините. Значи, ние за советите на општините децидно велиме дека се со изминат мандат. Со поништувањето на важноста на одлуките на Советот, останува дилемата како понатаму ќе тече работата и проектите за кои советниците веќе дале согласност. Доколку Собранието на Република Македонија донесе одлука да им ги продолжи мандатите, прашање е дали и усвоените одлуки ќе имаат важност или пак членовите на Општинскиот совет ќе треба уште еднаш да гласаат за нив.